Тук имам еден многу инцестуозен виц за вас, драги мои. Сексуално образование дефинитивно треба да се унесе во школите за да знаат некои деца дали тоа треба да го прават со лева или со десна рака. Основно е тоа, затоа што со лева се повредуваат. За да не се случуваат и некои ситуации по дома, зашто треба да се воведе сексуално воспитание. Влага едно детенце дома у спална, не знаејќи дека татко му и мајка му сакаат да му прават сестриче, а не точак. Значи, влага во спална и ги гледа во една недолична ситуација, односно тато ја трти мама. И ТТМ. И детето одеднаш гледа, се шокира, гледа мајка му вика, мисли дека нешто лошо се дешава, нели нормално почнува да плаче, малечка и излегува од соба. И родители вика, што направивме, види ќе го истравматизираме детево, дај оди по него, објасни му некои работи, ти си му татко, машки сте, двајцата разберете се облака. Таткото иде по детето, гледа на први спрат, тука го нема, кај што живеат, вика, чекај да видам кај баба му, кај мајка му на Стариов да не, се спушта доле во собата, гледа Малиов, ја трти баба му. И му вика, што правиш бе манијак, нормален ли си? А боли за мајка, боли за мајка, гледаш? Дали знаете што вика Шварценегер кога ќе заврши со ручек? Оваа реченица му приличи на еден од моите гости вечерва. Астал да блиста, бейби. Може. И одиме со наркоманите, нели? Некој наркоман се качува по Водњанска, нагоре у горница по Водњанска. И едно време гледа на кај него се тркала женска глава и наркоманот вика, кај идеш бе, женска глава, бе? Окей. Омилениот виц на мојот гостин вечерва е, се извинувам, имате ноџиња? Не настојам, одговара месарот. Окей, драги мои, да ве поздравам од Пела Роса, значи се што тече не е вода, Монтенегро, најубавиот намештај и нивните ексклузивни попусти, потоа здравје, радово, знаете, најдобри млечни производи и секако мајсторите за сувомеснати колбавчиња, колбаси, Промес. Може да одиме со реклами, а потоа се враќаме назад во студиото. Ајде, чао.